Добре дојдовте во новото издание на политичко-информативната емисија Неделник при Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Во вторникот беше ова недела беше пренесено во сите канадски вестници дека Сојузниот суд на апелација го даде своето правно мислење во врска со настаните околу протестот на камионџиите во февруари 2022 година. Судијата Ричард Мосли пресуди дека мерките преземени под законот за вооружена се непотребни и неоправдани. На пресудата има разни реакции, како и реакција страна на одредовите на претеничката група на Либералната партија на Канада во канадскиот парламент. Во интервју дадено вчера за јавното радио Канада, членот на парламентот од редовите на Либералната партија на Канада, Кен Макдоналд, изјави дека времето на Џастин Трудо како лидер на партијата и премиер на Канада истече и дека дојде време да му се гласа доверба на неговата функција како лидер на партијата од страна на поширокото членство. Главната причина е поради тоа што сите пратеници од редовите на Либералната партија од Атлантска Канада му се лути Трудо и се исплашени дека ќе ги изгубат своите пратенички места во Атлантска Канада. Но се бадаво пред состанокот на пратеничката група на Либералната партија на Канада во Отава, пратеникот Кен Макдоналд ја повлече вчерашната изјава. Денешната изјава и вчерашното интервју во целост ќе ви се достапни во описот на ова видео. Толку за денеска, но нема да завршиме тука. Туку ќе продолжиме со една репортажа на Rebel News од собирот на либералниот кабинет во Монтреал, Квебек, Канада, во хотел Кралица Елизабета. До следното видување збогом. Во овие тешки ладни денови би ве замолил да останеме во добро здравје. До следното слушање збогом. Пријатно. Господин Трудо, федералниот суд донесе одлука дека законот за вооружено собственост да ќе понесе оставка или ќе се извините за тоа. Акса Лавое известува за Rebel News од Монтреал, Квебек, каде либералниот кабинет се сетлува. Само што дознавме дека законот за вооружена собственост е прогласен за неуставен и дека Трудо ги прекршил уставните права на канадските граѓани. Justin Trudeau has violated the constitutional rights of Canadians. Сојузната власт го активира законот за вооружена собственост со цел да им помогне на провинцијалните и територијалните власти да се справат со оваа состојба и окупација. Но да позбориме малку за цената на даношниот обврзник за овие собири на власти. Во 2020 година канцеларијата на Тајниот совет потврди дека либералите потрошиле повеќе од $160,000 само на патни трошоци и преночување на нивното собирање на островото на Принц Едвард Айланд. Оваа година ќе се одржува во хотел Кралица Елизабета во Монтреал. Нашите избори кажуваат дека Трудо е сместен во собата на Џон Ленон, која чини $3,254 по вечер плюс данок. На тоа треба да се дотичи $300 за дополнување на собата. Сите овие трошоци го доведува прашањето каде е тајната цена, скриена во пешкирите или е споделена помеѓу владените министри. Through the mail bill or the amenities, or will the hotel distribute the cost among all guests? Ова не загрижува по скандалозна престоја во Лондон, каде преночувањето го чинеше да трошат обврзани $6,000 канадски долари под вечер. Без разлика на тоа што Лондон е поскап, собата е убава. Цената за прехрана од $88 по човек за 155 гости ја доведе цената од некаде околу $10,000. Bring the total to more than $10,000 per meal. It is certain that they are Истиот извор ни not каже eating дека parts. сета храна не е изедена, And туку е outrageous. isfрлена. Someone on the ground told me how much food did they throw away. This amid Сето ова е капа, grappling with бидејќи обичен канаѓани, мака мачи секојдневно со разни проблеми околу здомување и сметки. Without restraining himself,
on taxpayer dimes. Furthermore, Посетите дека туди живеат доста луксузно и планираат да донесе 1000 палестинци од Газа. 3/4 од кои според истражување го поддржуваат Хамас и тоа не загрижува по прашање на насилие и што е полошо како сирискиот бегали што би 13 годишна девојка во Британска Колумбија. as seen in case like the Syrian refugee in BC who murdered a 13 years old girl, or the Или Tunisian пак тунискиот immigrant имигрант што би две колешки на работа. two female co-workers. We are here to Тука сме денеска да документираме што ќе се случи, да видиме на колку прашање ќе добиеме одговор од Трудо how many questions will be able to и да достанете членови на Mr. кабинетот. Justin Trudeau and maybe other MP of the Liberal cabinet. Јас имам право да бидам тука. Јас сум на јавно место кое е тротоар. Така ви благодарам. Merci. Не, сега јас ќе ти објаснам нешто на тебе. Кога премиерот ќе слезе, ние ќе се потргнеме. Ти си го користиш своето право, тоа е во ред. Не, господине, да сум на твое место би било предпазливо со што сојузната полиција го направи нашиот колега, да го уапси без причина. Би ве советувала да се потргнете. Благодарам многу. Не, тоа ќе биде тука и толку. Зошто треба да е тука? Не разбирам. Би требало да биде таму. Јас сум тука. Јас сум бил поблиску од Господин Трудо како што мислиш. Тоа е поради да се осигура безбедност на Трудо, кога ќе излезе од таму. Бе, не знам зошто да го прашам Господ. Тоа е за тебе и за границите со така. Тоа е за тебе. Никој нема да продаде кога тој ќе изе така. Господине Павло, дали мислиш дека Господин Трудо треба да подне оставка и да се измени на канаѓаните за прекршување на останалите права на граѓаните? Тоа е така да се осигура безбедност. Ти само ја работиш својата работа. Тоа е толку едноставно. Ти ги седиш на ред и ќе се извинам на работиш ја твојата работа? Не. Ние го пременуваме законот и юриспруденцијата. Законот и юриспруденцијата. Како можеш да објасниш дека уапсите новинар без никаква причина во Торонто? Како го објаснуваш тоа? Чисто геално го ослободите без никакви обвинени. Така да го уапсите неправилно. Како оправдуваш тоа? Например, нема што да изјавиш. Океј, ми стана јасно каде да стоиш. Тоа се вика дискреционна моќ, не е обрзан да одговори. Господине Трудо, Сојузниот суд пресуди дека законот за водена состојба е неуставен. Дајте понесете оставка или ќе се извините на канаѓаните кога ги прекршивте. Се разбира, господин Трудо не одговара на никакви прашања, бидејќи сме обележени како посебен, како неподобен медиум, ме погледна со нашната. Дали може да поверувате Сојузниот суд донесе пресуда дека законот за водена состојба е неуставен и тоа значи дека останите права на граѓанските граѓани се повредени? Господин Трудо не одговора било какво прашање во врска со тоа колку камиони граѓани се претепани од страна на Сојузната полиција и провинцијалната полиција на неуставно повикување на закон. Може да видите дека господин Трудо е внатре во ова возилба и не сака да одговори на било какво прашање во врска со тоа. Господине Трудо, што мислиш дека ќе скокнам на возилото? Господине Трудо, Сојузниот суд пресуди дека законот за водена состојба е неуставен. Ќе понесете ли оставка и ќе се извините ли на граѓаните на канадските граѓани за прекршување на нивните права?